Господјо, вие моментално не сте на позицијата директор, меѓутоа сте биле во оние години кои што стануваат критични години за разгледување на ситуацијата со УКРО. Па дали имате некаква информација која што сметате дека треба да ја споделите со комисијата во врска со функционирањето и инспекцијските надзори од тој период? И зошто го поставувам вака широко прашањето? Давам можност да имате свој исказ согласно вашата волја. И вчера и денеска гледаме еден пресврт на настаните на анкетната комисија во која што имаме недостаток на материјали, луѓе не се сеќаваат, не се доволно припремени за да одговараат. Вие сте свикани како сведоци сите овдека на ваша волја, не со полициска придружба, не со присила. Сведок значи треба да сведочи. Документацијата која што е побарана е за поистата да се сведочи. Иако не во рамките на и степенот на она што го направи Малмет, и вашата институција не доставила целосна документација. Не ги доставила записниците, па дури овие 4 вонредни надзори за кои што зборувате не се доставени до анкетната комисија. Јас би сакала да напоменам за сите во просторијава дека прикривање на докази, скривање на факти од страна на сведок е неубаво во очите на јавноста и во очите на институциите кои што моментално исто како и анкетната комисија се заангажирани да ја пратат и анкетната комисија и да стигнат до вистината. Сведоците се за да сведочат, а анкетната комисија и пратениците може да поставуваат прашања согласно факти, документација која што е државен архив, архивска граѓа, која што е транспарентно достапна до секој, па дури и до медиумите. Прикривање на докази, скривање на факти, прикривање на ситуации е во најмала рака неубаво во очите на јавноста и во инстанците, во очите на инстанците кои што го работат овој проблем. Ви благодарам што споделивте дека имало 4 вонредни инспекцијски надзори. Не можеме да ги коментираме заклучоците од истите бидејќи не ни се доставени. Доколку сакате, можете да зборувате, доколку не мора да зборувате по истите. Ниту пак ни се доставени записниците за извршени инспекции од периодот 18-та, 19-та, 20 и 21 како воопшто да ги нема, а ќе зборуваме за содржината на табеларниот приказ што ни е доставено подоцна. Благодарам.